Во Европска Струмица не треба многу да зборуваме за предностите на Европска Македонија. Струмица беше и ќе остане општина која можеби на најбрз, најефикасен, најпаметен начин ги користеше придобивките од Европската Унија и нашиот пат кон членство во Европската Унија. Граѓаните на Струмица се свесни дека околу 6 милиони евра беа обезбедени европски пари, европски грант за обезбедување на пречистителна станица. Училиштата во Струмица добија колектори со кои што го намалија загадувањето, ги намалија трошоците, а го подобрија загревањето. Во Струмица Европската Унија вложи пари за негување на културното и природното наследство. Овие искуства ни покажуваат дека ако знаеме како држава паметно да ги искористиме новите можности, дека на тој начин ќе помогнеме на нашата татковина да има подобри општини, поквалитетни институции, позадоволни граѓани, поголем број на работни места и подобро платени работни места. Одлуката на 30 септември зависи од секој од нас. Секој глас може да биде пресуден. Одлуката на 30 септември можеме да ја споредиме само со одлуката која што ја донесовме пред 27 години исто во септември, кога гласавме за независноста на нашата татковина. Тогаш гласавме за да ја земеме судбината во свој раце, сега треба да гласаме за да ја зацврстиме нашата државност со членство во НАТО и членство во Европската Унија. Не треба да гледаме подалеку од нашите соседи. И ќе видиме дека во Бугарија двојно пораснаа платите, дека во Романија двојно се намали младинската невработеност, да видиме дека во Црнагора само во првите 6 месеци оваа година, откако станаа членка на НАТО, повеќе од 2 пати се зголемија странските директни инвестиции. Кога ќе ги видиме сите овие податоци, ќе го донесеме логичниот заклучок дека членството во НАТО ќе ни ја зацврсти државата, ќе ни ги обезбеди дополнително границите, ќе ја гарантира стабилноста, а членството во Европската Унија ќе им даде на македонските млади, на нашите млади и деца, шанса да ги имаат истите придобивки кои што ги имаат младите и децата во Европска Унија. Подобро образование, шанса за образование во други држави, шанса за подобра работа и шанса за подобра плата. За да не дозволиме нашите млади да бегаат во Европа, да бегаат во земјите членки на НАТО и Европската Унија, да се обидеме и Европа и НАТО вредностите, да ги донесеме тука во Македонија. Тоа ќе биде одлуката на 30 септември и таа одлука зависи од секој од нас. Јас ги повикувам сите граѓани на Струмица, ги повикувам граѓаните на Република Македонија, мислејки на иднината на нашата татковина, на иднината на нашите млади и деца, да донесат одлука со која наследните генерации ќе им дадеме подобра држава и подобра шанса.